Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда ќе имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Драги гледачи, добро утро. Се јавуваме од студиото на Глас на надежда од Кавадарци. Вие следите утринската програма на адвентистичкото радио Глас на надежда. Секој утро и ово утро сме повторно со вас. Денеска е 3 декември, петок, 2021 година. На почетокот би сакал да ги проследиме основните сервисни информации. Сонцето денеска изгреа во 6 часот и 40 минути, а ќе зајде во 6 часот, односно 16 часот и 3 минути. Интересно, денеска имаме уште 28 дена до нова година, инаку денеска 8 во Кавадарци плюс 11 степени. Релативно топло утро, бидејќи ете времето се некако менува. Да ги проследиме утринските информации што се однесува до прогнозата за денеска. Променливо облачно со умерен повремено засилен ветер, јужен ветер. Попладне и во вечерните часови ќе има локални врнежи од дожд, а на повисоките планини од снег. Што се однесува до денешната температура, на крајниот запад од нашата земја ќе се движи температурата од 2 до 6, во Тетовскиот регион од 3 до 13, Скопскиот регион исто така слична температура, Комановскиот од 3 до 11, Беровскиот од 2 до 10 степени, Тиквешкиот регион од 8 до 15 степени, Гевгелискиот од 7 до 16, Пелагонискиот регион од 5 до 13 и во Охридскиот регион од 7 до 12 степени. Релативно убава температура, не е многу ладно, значи температурите се утрински плюс, немаме минус и затоа да го искористиме и денешниот ден пред да започне викендот. Утрешниот ден, односно температурата и прогнозата за утре гласи предпладне променливо облачно со слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне облачноста ќе се намали. Бидејќи пред нас е викенд, почитувани гледачи, еве ќе ви ја соопштам прогнозата за следниве неколку денови. За 5-12, значи 5 декември, прогнозата гласи умерено облачно со слаб до умерен, а попладне вдолж поврдарието повремено засилен југоисточен ветер. Кон крајот на денот во западните делови ќе има локални врнежи од дожд, кои во текот на ноќта ќе се прошират на повеќе места. Температурата ќе се движи минималната од минус 3 до 3 степени, а максималната од 9 до 15 степени. 6 декември, минималната температура од 2 до 7, максималната од 7 до 12. Облачно со врнежи од дожд, а на планините од снег. На места врнежите ќе бидат пообилни, поради спуштање на постудена воздушна маса во текот на ноќта врнежите ќе преминат во снег и на повисоките места. И за 7 декември максималната температура од 3 до 9, а минималната од 0 до 5. Значи ќе имаме релативно позитивни температури. Променливо облачно и студено со врнежи од дожд и снег на повисоките места. А на планините тоа секако таму ќе има снег, во ниските предели се уште не е време дојдено да има снег, ќе дува умерен до засилен северен ветер. Ете, тоа беа почетните сервисни информации. Бидејќи ова е христијанско радио, почитувани гледачи, и овој почеток ние ќе го отпочнеме со молитва. Господе, ти благодариме што и ово утро не пробуди на нов живот и ни подари уште еден нов ден. Те молиме да не чуваш и да не водиш според Твојата милост. Тоа те молиме во името Исусово. Амин. Продолжуваме со нашата програма, почитувани пријатели. Срдечен поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо ова наша утринска
програма. Пред да ја прочитаме, односно да ја соопштиме и да ја кажеме утринската денешна порака, еве неколку капки на мудроста. Зракот на љубовта ги уништува бактериите на омразата. Најдобро платена работа со полно работно време е работата на мајката. Платата е чиста, неизвалкана љубов од своето дете. Интересна мисла. Смењето е најефикасниот лек за вашето здравје. Бесплатно го добивате, бесплатно споделете го. Величината на еден човек се одгледува во длабочината на неговите убедувања, височината на неговата љубезност и досегот на неговата љубов. Додека го сакаме човекот само поради неговите вредности, тоа и не е вистинска љубов. Вистинската љубов започнува кога ќе го засакаме човекот и покрај сите негови недостатоци. Навистина тоа е така. Ако некого го сакаме од некоја кори, затоа што е богат или славен или на некоја позиција во општеството, тогаш таа љубов не е вистинска, туку е од корист и лицемерна. Споделената среќа е двојно поголема. Споделената тага е двојно помала. Навистина тоа е така. Кога правиме свадба или кога луѓето прават свадби, канаат гости да ја споделат радоста. А кога има обратен случај, некој е починат во семејство, тогаш доаѓаат пријателите, роднините да ја споделат тагата и жалоста што тие луѓе или тоа семејство ја носи. Така да ова мисла навистина вреди. Подари ни, Господе Боже, упорност за да те бараме, мудрост за да те најдеме, бистар ум за да те разбереме и верност со која на крајот во твоите прегратки ќе дојдеме. Еве уште една мисла. Твојот вистински карактер се гледа кога никој не те гледа. Ете, и таа мисла има своја вредност и своја тежина. Денешната утринска порака, почитувани гледачи, ја наоѓаме во книгата на пророк Софонија, 1 глава, 14 стих. Тоа е една мала книга во Стариот Завет, може да ја пронајдете, значи книга на пророк Софонија во вашите Библии, 1 глава, 14 стих вели: близо е Господовиот ден, голем ден, близо е и доаѓа брзо. Горчлив е гласот на Господовиот ден, тогаш јунакот ќе заплаче. Насловот на ова денешно кратко размислување: знаци на копното и на морето. Се приближуваме кон крајот на времето. Ми беше покажано дека Божите праведни казни на одмазда веќе ја погодуваат ова планета. Господ не упоменуваше за настаните кои ќе настапат, тие што заедно пијат на истиот извор на благослови ќе се зближат меѓусебно. Вистината која предстојува во срцето на верниците ќе води кон благословена и радосна асимилација. Така ќе одговориме на Христовата молитва, неговите ученици да бидат едно како што тој е едно со таткото. Секое вистински обратено срце ќе копне кон тоа единство. Кај безбожниците постои лажна слога која само делумно ја прикрива постојаната неслога. Тие се сложни во противењето на Божјата волја и вистина, додека за сите други прашања се исполнети со омраза, соперништво, љубомора и кобен судир. Господ го повлекува од земјата своето ограничување, задржување на 4 ветришта и наскоро смрт и уништување, се поголеми злосторства и свирепи одмазди ќе ги снајдат богатите кои се издигнале над сиромашните. Тие што нема да имаат Божја заштита, нема да бидат сигурни на ниедно место и на било каква положба. Луѓето се обучаваат и ги користат своите пронаоѓачки способности за да измислат што поубиствени направи и орудија за уништување. Господ ќе стане страшно да ја потресе земјата. На сите страни ќе гледаме неволи. Илјадници бродови ќе завршат во морските длабочини, ќе бидат потопувани морнарици и жртвувани милиони човечки животи. Пожарите ќе избумнуваат неочекувано и никакви човечки напори нема да може да ги изгаснат. Палатите на земјата ќе исчезнуваат во огнената стихија.
Железничките катастрофи ќе се случуваат се почесто. На големите собрекајници ќе доаѓа до ненадејни метежи, судери и смрт. Крајот е близу. Времето на милоста истекнува. О, да го бараме Господа, додека може да се најде, да го признаеме, додека е близу. Истина, почитувани пријатели, овие се зборови кои не предупредуваат. Може би страшно делуваат кога ги слушаме, но ова е напишано од еден пророк кој Господ го подигнал во 19-тиот век. И навистина овие знаци ние ги гледаме денеска пред наши очи. Се оно што се случува денеска е доказ дека Бог е во право, дека оно што е запишано во Светото писмо денеска се исполнува. Овде пишува дека Бог полека се повлекува од оваа земја, ја повлекува својата сила во смисол заштитата што тој се уште ја пружи на човештвото, задржување на овие 4 ветришта, во символиката, во пророштвата ветриштата се символ за уништување, за катастрофи, за земјотреси, за проблеми. И затоа овде пророкот најавува дека се повеќе и повеќе ќе се зачестуваат таквите проблеми на оваа наша планета. Ке има повеќе земјотреси, повеќе одмазди, уништување. Божјата заштита полека ќе се повлекува од ова наша планета. На сите страни ќе гледаме неволи. Господ ќе стане страшно да ја потресе земјата. Зошто тоа ќе се случува, почитувани пријатели? Затоа што Бог нас не сака. Тој сака да не предупреди. Тој сака малце да не раздрама, зашто ние сме успиени од животот на оваа земја. Овде вели богатите, палатите ќе исчезнуваат во огнената стихија. Ке има железички катастрофи, како на копно, така и во воздухот. Не е со цел Бог да не уплаши, туку да не тргне од нашиот сон, од нашиот земен сон, зашто нашите очи повеќе се насочени кон земните, поминливите работи, отколку кон она што Господ го приготвува за сите нас. Затоа нека и овој ден бидеме со отворени очи, не само со нашите физички очи, туку и нашите духовни очи, да бидеме свесни дека живееме во последно време. Христос ќе дојде, кога јас не знам точно, но знаците укажува дека ние се ближиме кон некоја завршница. И ако бидеме внимателни, ако бидеме будни, нема да не најде во сон, во духовен сон Христовото доаѓање. Близо е Господовиот ден, голем ден, кажува пророк Софонија. Близо е и доаѓа брзо. Горчлив е гласот на Господовиот ден, тогаш и јунакот ќе заплаче. Значи, Христовото доаѓање, почитувани пријатели, за некој ќе биде ден на радост, но за некој ден на жалост. Ајде ние да бидеме во на првата група. Група која ќе каже, еве го нашиот Господ, кога го чекавме. Нека и овој ден биде благословен за сите нас, почитувани пријатели. Продолжуваме со една песна, христијанска, потоа повторно се враќаме во живо во нашата програма. Teški ko su letni ti
Почитувани гледачи, повторно се враќаме во живо во нашата програма. Ово утро со нас имаме гостинка, тоа е Весна од Скопје. Добре дојде Весна во нашето студио. Таа ќе ни зборува, почитувани гледачи, во врска со молитвата. Ќе запрашаме неколку прашања кои што верувам ќе бидат интересни, односно ќе биде интересен овој разговор. Би сакал да те прашам во врска со молитвата. Верувам дека и ти како христијанка ја користиш молитвата во твојот секојдневен живот. Молитвата е нешто со што го започнувам денот и нешто со што го завршувам денот. Молитвата е за мене многу значајна. Од секогаш не сум ја практицирала молитвата онака како што сега ја практицирам. Меѓутоа во процесот на учење дојдов до степен каде што, како што една писателка вели, молитвата за мене е дишење на душата. Добро, колку пати се молиш? Спомна дека наутро, навечер, денот го завршиш со молитва? Наутро, навечер и во текот на денот секогаш кога ќе почувствувам потреба да му се обратам на нашиот Бог, секако се молам. Така, бидејќи молитвата не е врзана за став, дали стоејќи, седејќи, лежејќи, патувајќи, значи постојано ние можеме да бидеме во контакт со Бога и преку нашите мисли, така? Така, постојано сме поврзани со Бога. Молитвата не е на нашиот став надворешен, молитвата е поврзана со нашето срце. Така. Бидејќи ја користиш молитвата во својот секојдневен живот, можеш ли да ни кажеш, да споделиш некој кратко искуство со нашите гледачи, како се доживеала молитвата? Во однос на молитвата, едно од искуствата кој што би сакала да го споделам е пред извесен период, пред неколку месеци, бев болна и требаше да одам на една операција. И она што го барав од Бога не беше ни да ме го сочува животот, ниту да му дадам никакви инструкции, што во минатото можеби сум го најчесто претпоставувам дека сум го правела. Туку побарав од него да биде според неговата волја и да ми каже што јас треба да правам и да ми даде некакво охрабрување дека е со мене. Во мислите ми дојде Псалм 41 и кога го прочитав, навистина знаев дека е од Бога, затоа што третиот стих вели: Господ ќе те подкрепи на леглото при болест, болеста ќе ти ја сврти во сила. Навистина болеста ми ја сврти во сила затоа што молитвата ми стана уште по-силна по тоа искуство кое го помина во болница. Додека бев во неизвестност дали ќе останам жива или не, она што ми беше мене најголема сила е разговорот со Бога. Додека едноставно немаш сила да се јавиш на ниту еден пријател, на ниту еден близок, ниту на сопругот, ниту со деца, со никога не можеш да разговараш, единствено кога не можеш да се мрднеш од креветот, единствено ти останува само Бог. И кога разговарав со него, му изливаш својата душа и му кажувам како се чувствувам, сите мои болки, таги, маки, сето тоа му го изливам на Бога и барам од него да ми го даде мирот. И
едноставно и целиот тој процес на во болница и закрепнување домашно, ја гледав едноставно Божјата рака и мирот и сето тоа благодарение на молитвата и заедницата со Бога. Наистина прекрасно искуство Весна со Бога во врска со молитвата, како Бог во тие тешки мигови кога, како што и самата рече, немаш никого околу себе, таа бежична комуникација со Бога по пат на молитва, Бог не храбри, не теши. И тоа што го спомна, го приметив, да биде волите Божја, тоа е многу битно кога се молиме. Така, бидејќи понекаш ние не редуваме на Бога. Може би тоа го правиме несвесно или многу бараме наместо да се заблагодаруваме. Еве ти си го доживеел и фала на Бога за услишување на твоите молитви со Господа. Еве можеш да ни кажеш неколку пораки или една порака до нашите гледачи во врска со молитвата. Зошто и тие да ја користат за да стекнат искуство во својот живот? Ние го имаме семоќниот Бог на дофат постојано 24/7. Наши пријатели, наши блиски и најблиски секогаш не се достапни 24/7 за нас за разговор, секако од оправдани причини најчесто, меѓутоа нашиот Бог без разлика на колку и да е тешко, лошо, колку и да ние не сме добри, без оглед на тоа какви сме ние, без оглед на нашите околности, без оглед на се, тој во секое време, како што вели Библијата, едва и чека да не слушне, едва и чека да разговара со нас. И тоа е предност што ја имаме голема. Заедницата со Бога и разговорот со Бога е нешто што ни помага, посебно во ова време во кое што е се неизвестно, да имаме мир и сигурност дека тој води се. Многу е лесно ние да кажеме Бог не е со мене затоа што не ми даде ова или не ми направи она. Јас размислувам во мојот живот, например, предходно, ако ми дал Бог се она што сум барала, сигурно немало да заврши добро. За многу од нештата кои што сум ги барала, подоцна сум видела дека тоа не е за моje добро. Затоа сметам дека најдобро е да се исполни Божјата волја во нашиот живот, а тој знае што е најдобро за нас. И единствено нешто за што би требало да се држиме е Бог. Во разговор со Него, во заедница со Него, во секојдневна заедница со Него, може да ја дознаеме Божјата волја за нашиот живот. Весна, ти благодарам за твоето учество во нашата програма. Почитувани гледачи, тоа беше нашата гостинка Весна, која сподели своји мисли во врска со молитвата. Продолжуваме со песна, а потоа повторно се враќаме во живо во нашата програма. Getsimania, Sonzirona to, o Getsimania, Isus oitiko, o Getsimania, Sonzirona to, o Getsimania. Isus oitiko.
ronel to, Bo Getsemanija, Isus moj i tvoj, Bo Getsemanija, solzi ronel to, Bo Getsemanija, Isus moj i tvoj. Почитувани гледачи, вие следите во живо утринската програма на Глас на надежта, адвентистичко радио, кој се имитува секој ден, секој утро од 8 часот до 30 минути до 9 часот и 30 минути од понеделник до петок. Продолжуваме со нашата програма, наред е рубриката во која зборуваме за животни искуства. Во утро сакам да ви пренесам неколку мисли што да правиме кога сме под стрес. Сите тоа го доживуваме, посебно во ова пандемија, во ова време кога сме бомбардирани со информации за болни, заболени луѓе кои починале од овој вирус. Живееме под некој постојан стрес. Како да се однесуваме и како да ги минуваме деновите? Еве, сакам да ви пренесам неколку мисли од ова рубрика што правите кога сте под стрес или што да правиме. Се разбира, не можеме да го избегнеме стресот, бидејќи многу нешта во овој живот не зависат од нас. Но важно е да знаете како два многу важни делови од нашиот нервен систем реагираат на стресот. Оној дел што е одговорен за нашите реакции и постапки започнува да работи многу активно, а другиот кој е одговорен за регулирање на варењето на храната ја забавува својата работа. Затоа не треба да се оптоварува стомакот со каква било храна кога е под стрес. Ајде да ги слушнеме овие совети, почитувани пријатели. Прашувате, но зошто тогаш при вознемиреност, возбуденост и разочарување, или кога се разбранети нашите емоции, се јавува желба за јадење? Одговорот е едноставен. Ваквата реакција е најчесто резултат на нашето досегашно искуство. Многу родители ги смируваат своите вознемирувани деца со сладки, со колачи и пити, а децата растат и ова навика ја пренесуваат во зрелите години. Ако се чувствуваме лошо, тогаш треба да земам шекер, нешто вкусно што ќе ме смири. И навистина тоа е така. Родителите да ги смират своите мали деца, ќе им дадат некој шекерче, бомбонче, чоколадо и така децата се смируваат. Меѓутоа, тие стекнуваат лоши навики и тие навики ги превземаат и кога ќе пораснат. Тоа го прават во својот живот. И затоа овде овој писател на ова тема еве што не советува. Постојат неколку едноставни принципи на исхрана и правилен начин на живот што ќе може да му помогнат на вашето тело да се справи со секој стрес. Прво, ограничите го внесот на мрсна храна. За време на стресот се јавува високо концентрација, тоест крвта тешко го пренесува кислородот до органите, а исто така масите ја отежнуваат циркулацијата на крвта. Ова значи дека на нашето тело ќе му биде двојно потешко да се справи со тие непријатности. Замените ги сувомесните производи и производите од типот брза храна со здрава храна. Додадете свеж зеленчук во вашата исхрана. Ако ви треба некоја непланирана ужинка, јадете зелено јаболко, краставица или цвекло. И сврлите ја пржената храна. Дајте им предност на варивата, на храната подготвена на пареа или во рерна. Тоа беше првиот совет, еве го вториот. Преземете контрола врз употребата на едноставни јаглени хидрати, како на пример белиот леб или
самата рафинирана храна, односно шекерот. И така ќе се ослободите од нагло спуштање и качување на шекерот во крвта. Се разбира, тоа не значи дека треба целосно да се откажете од сладките. Едноставно треба да го ограничите внесот на сладки на минимум или да ги јадете за време на главниот оброк. Во овој случај, гликозата тивко ќе се раствори меѓу сложените јаглени хидрати и влакна, без значително да влие на шекерот во крвта. Трето, внимавајте како јадете. Не обидувајте се да се смирите со храна. Пред се добро е да се откажете од навиката да правите нешто друго за време на оброкот, да читате, да седите пред компјутер или да гледате телевизија. Јас ќе додадам и да го гледаме мобилниот. Тогаш внесот на храна станува автоматски, а тоа не носи задоволство и чувство на ситост. Покрај тоа можеби сте развиле навика да џвакате нешто додека гледате филм или читате. Потрудете се да јадете помалку и во одредено време. Ставете во чинијата онолку колку што сметате дека ви е потребно и не навраќајте се повторно да ја полните. Јадете бавно, џвакајте и внимателно. Не занемарувајте ја физичката активност. Одржувајте утрински вежби или ако сте во можност, вежбајте во спортска сала или одете на базен. Ова ќе го заекне телото и ќе ве одржи свежи во текот на целиот ден. Четврто. Верувајте во Бога, кога би ја воспитале својата душа да има повеќе вера, повеќе љубов, повеќе трпеливост, посовршена доверба во нашиот небесен татко, би имале поголем мир и среќа додека минуваме низ стресовите во нашиот живот. Да се отргнеме од правливите сувопарни патишта на животот и да се одмориме во сенката на Христовата љубов. Тука ќе примиме сила за борба. Тука ќе научиме како да го олеснеме трудот и грижата и како да им укажеме слава и благодарност на Бога. Уморните и натоварените нека ја научат од Христа пулката на тивката доверба. Останете под неговата сенка и во вашата душа ќе се всели неговиот мир и спокој за секогаш. Еве, драги гледачи, ова беше пораката во рамките на животното искуство. Што правите кога сте под стрес? Навистина, сите сме под стрес или доаѓаме во моменти во нашиот живот кога тој стрес ќе ја раздрема нашата душа. Затоа, еве колку храната влие да се смири нашиот стрес, да немаме такви вариации, како што се вели топло, студено. Едноставно, овие совети се добредојдени и верувам ќе ги искористиме во нашиот секојдневен живот. Продолжуваме ние сега со рубриката за здравата храна, односно совети на полето на исхраната. И ова утро со нас е Маја Велковска од Кавадарци, та ќе ја сподели својата порака за нашата добра исхрана, да имаме добро здравје и затоа во наредните минути ќе отстапиме време на Маја да ја сподели пораката која приготвила за сите нас, за сите вас, драги гледачи. Почитувани слушатели, добро утро. Денеска ќе зборуваме за имун систем. Ќе кажеме како е организиран нашиот имун систем и што е неговата функција, а понатаму ќе зборуваме и за тоа што е во наши раце, односно што ние можеме да направиме за да му обезбедиме оптимални услови за работа на нашиот имун систем. Значи, за почеток, што е тоа имун систем? Имуниот систем е комплекс од клетки, ткива и органи и останати молекули и протеини, чија што задача е да го одбрнат нашето тело од страни агенси, односно од непријатели. Најчесто тоа се вируси, бактерии, токсини и останати микроорганизми. Овој дел мислам дека ни е познат на сите, посебно сега во оваа ситуација со пандемијата. Знаеме дека имуниот систем е тој кој што не брани од вируси, од бактерии и од други вакви непријатели, но освен ова, имуниот систем има и други функции во нашиот организам. Односно, тој учествува во регенерација и во поправка на оштетени делови од телото,
и исто така спречува промени во клетките и во органите кои што водат до болести. Значи, освен што имуниот систем не брани од вируси и бактерии, тој исто така учествува во поправки на нештата во телото кои што треба да бидат поправени. Имуниот систем е организиран во 3 линии на одбрана, ајде така да ги наречеме за да ни бидат полесно препознатливи, односно 3 компоненти. Значи, постои физичка бариера, неспецифичен имунитет и специфичен имунитет. Физичката бариера и хемиските бариери, физичките и хемиските бариери всушност се првата линија на одбрана и тие први настапуваат на сцена кога станува збор за одбрана на телото од некои страни агенси. Тука спаѓаат кожата, мукозните мембрани на респираторниот и на дигестивниот систем. Тука спаѓаат некои секрети, како што се плунката, потта, солзите, мукус и така натаму. И овие бариери делуваат така што или не дозволуваат влез на патогените агенси во телото, значи или не дозволуваат бактериите и вирусите да влезат во телото, или пак крадат неповолни услови за развој на страните агенси. Например, ниска pH вредност, која што не овозможува раст и развој на некои вируси и бактерии и така натаму. Пример, тука може да биде кожата, која што е физичка бариера и не дозволува влез на страни агенси внатре во телото и во крвта, или пак пример за хемиска бариера може да биде ензимот лизозим во плунката, кој што има антимикробни ефекти. Значи, тоа е првата линија на одбрана, односно физичките и хемиските бариери. Потоа, кога нашиот непријател ќе ја премине оваа прва линија на одбрана, го очекуваат други нешта. Тука се специфичниот и неспецифичниот имунитет. Неспецифичниот имунитет е всушност вродениот имунитет и тоа е првиот клеточен имун одговор кој што се јавува кон сите патогени агенси, односно кон сите непријатели. Тој не е специфичен и се бори против сите патогени агенси, односно непријатели. Пример за ова се фагоцитните клетки кои што го заробуваат вирусот или бактеријата или некој друг патоген агенс или стран агенс внатре во клетката, го разградуваат и понатаму сигнализираат и стимулираат и специфичен имун одговор. Значи, неспецифичниот имунитет и специфичниот имунитет всушност комуницираат еден со друг и првиот, односно неспецифичниот, го повикува на помош специфичниот. Како што кажавме, неспецифичниот е вроден имунитет, го имаат нели и малите бебиња кои што не биле во контакт со никакви бактерии, микроорганизми и така натаму. И овој имунитет дава имун одговор кон сите непријатели, сите вируси и бактерии и не е специфичен за одреден вирус или бактерија. Потоа на сцена настапува специфичниот, односно стекнатиот имунитет или имун одговор. Тука се вклучени Т лимфоцитите и Б лимфоцитите, тука се вклучени и специфичните антитела за дадениот вирус, бактерија и така натаму. Овој имунитет мислам дека ни е сега многу познат со новонастанатата пандемија, посебно ни е познат терминот антитела. Антителата се интересни поради тоа што тие, за разлика нели од предходниот неспецифичен имунитет што го кажавме, антителата се специфични, значи тие се продуцираат за одреден вид на вирус, бактерија и така натаму, и има различни антитела за различни вируси, бактерии и така натаму. Овој специфичен имунитет всушност не штити од реинфекции со вируси со кои што веќе се имаме сретнато во минатото. Значи, ако сме прележали инфекција со одреден вирус, антителата кои што се секретирале кон тој вирус се памтат, остануваат во нашиот организам во одреден дел од телото
и при повторна средба со тој вирус кој што веќе сме го прележале, се продуцираат многу брзо и ние нема ни да почувствуваме симптоми на болеста, бидејќи ќе се спречи болеста уште пред да почне. Накратко ќе ги повториме само функциите на имунитетот, за што се тој ни треба. Како што кажавме, тој не брани од инфективни болести, значи клетките на имуниот систем и другите компоненти на имуниот систем се тука за да се борат против вирусите, бактериите и другите микроорганизми, да спречат појава на болест или пак да ни помогнат да се избориме со болеста ако веќе нели настане инфекција. Но освен оваа најпозната функција на имуниот систем исто така служи и за одбрана од малегни болести, значи тој е тука да ги мониторира, да ги наблюдува клетките во нашиот организам и да ги уништува тие клетки кои што се абнормални, односно почнале да функционираат и да се развиваат настрана од тоа што е нормално. Имуниот систем исто служи за регенерирање и за репарирање на телото, значи некаде ако има некоја повреда, некое оштетување, клетките и другите компоненти од имуниот систем се тие кои што го вршат тоа поправање, поправката ја вршат и овозможуваат ткивото да се исцели. Исто така имуниот систем служи и за одбрана од некои видови на токсини, значи имуниот систем всушност не служи за да не одржи во живот и да не одбрани од сите нешта кои што представуваат закана по нашето здравје. Сега накратко ќе ги спомнеме само 8 принципи за здравиот начин на живот, кои што се всушност и 8 принципи за здрав имун систем, а понатаму ќе разговараме поединечно за секој од овие 8 принципи. Најдобриот рецепт за тоа како да имате здрав имун систем или како да му овозможите оптимални услови за работа на вашиот имун систем е тоа ако ги следите овие 8 чекори. Здрава исхрана, соодветен одмор, свеж воздух, умереност во секој аспект од животот, соодветна физичка активност, соодветно и удолжување на сончева светлина и на сонце, соодветно пиење на вода, односно внес на доволни количини на вода во текот на денот и во одредени периоди кога е потребно да се пие вода и најважното, нашата заедница со Бог, односно довербата во Бога. Тоа беа сите совети за денес, а понатаму продолжуваме со секој од овие 8 чекори поединечно да го објасниме што точно опфаќа. Почитувани гледачи, благодариме на Маја за овие совети за нашиот имун систем, колку е важен тој имун систем, да го чуваме и да го надградуваме во смисол, бидејќи со се оно што го внесуваме како храна, нашиот имун систем може да биде оштетен. Затоа благодарам на Маја за сите овие совети. Пред да поминеме на следнава рубрика во нашата утринска програма, би сакал уште еднаш да ви го понудам овој трактат, 5-дневен план за одвикнување од пушењето, бидејќи пушењето му штети на нашиот организам. Еве само да прочитам неколку реченици од воведот на ова книже. Долго време сте планирале да престанете со пушење, бидејќи тоа е опасно за вашето здравје, предизвикува финансиски трошоци и целосно е непотребно. Но пушењето не е како секоја друга поминлива навика. Тоа влие на вашите нерви, на вашето срце и на целото ваше тело. Сте се обидувале повторно и повторно да се ослободите од таа цигара, но само сте се соочиле со неуспех кој станал толку чест, што дури помислувате и да се откажете. Се што ви треба е комплетен план кој ги допера сите точки на човековото живење. 5-дневниот план се базира на проверени физички и психолошки принципи и направени сосема со добра намера да ги зацврсти вашите одлуки да постигнете успех. Ке учествувате во сеопфатна физичка,
и здравствена програма која се однесува на целокупното здравје на телото, умот и духот. Затоа, почитувани гледачи, ви стои на располагање овој бесплатен 5-дневен план за одвикнување од пушењето. Може би вие не пушите што не гледате сега, но знаете дека имате ваши роднини, пријатели, домашни кои имаат проблем со цигарата. Биете слободни, напишете ни, јавите се, а ние ќе ви ја доставиме ова брошурка преку пошта на ваша домашна адреса. Се надам дека ќе имате успех во совладување на овој голем порок, цигарата која го загорчува нашиот живот, животната средина ја уништува, но пред се нашето здравје. Пред да поминеме на следнава рубрика, ќе слушнеме уште една христијанска песна. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Zemlja radosti čeka sve nas, vjerno gledamo divan njen sjaj. Tamo čeka nas vječni njen dom, svakoj patnji i suzama kraj. O malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Neće žalosti biti u njoj, bit će srce nam tištiti jak. Prepun radosti bit će naš dom, koji Isus nam priprema sam. O malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Svako nek se već sprema za put, s ove zemlje u novi svoj stan, jer je tama na izmaku već. Isus ide i bliži se dan. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. O malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. O malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Pa će vječnost osvanuti nam. Се враќаме повторно во живо во нашата програма, почитувани гледачи. Следи рубриката за археологија, односно археологијата ја потврдува Библијата. И утро ќе се послужам со цитати или извештаи од ова книга Археологијата ја потврдува Библијата од професор Драго Обрадовиќ, кој ја напишал и автор на оваа книга. Се раѓа библиската археологија, така и насловот на ова наше денешно кратко размислување, да видиме што е тоа археологија и од каде потекнува. Како и називите на повеќето науки, изразот археологија потекнува од јазикот на големите мислители, старите грци. Археологијата е наука за старините, за старите работи, заправо студија на старините за да се реконструира минатото. Таа се дели на предисториска археологија, класична археологија, грчкиот и римскиот период, прехеленистичка или егејска археологија, египетска археологија, ориентална,
она на Блискиот исток, библиска археологија поврзана со археологијата на Блискиот исток, византиска археологија, исламска археологија, средновековна и археологија на американските континенти. Еве гледаме на колку делови се дели поимот археологија. Општо кажано, археологијата на Блискиот исток е родена пред 200 години со почетоци на истражувањата на земјите каде што некогаш цутеле најраните цивилизации во долините на реките Нил, Тигар и Еуфрат. Во мај 1798 година покрај илјадници војници во својот поход против Египет, Наполеон повели 175 научници и уметници, астрономи, геометри, географи, химичари, минералози, цртачи, сликари, картографи, техничари, ориенталисти, дури и поети, снабдувајќи ги со голема библиотека и со потребни научни помагала. 4000 години ве гледаат вас, им рекол Наполеон. Нивна задача била да соберат и да запишат се што ќе најдат во Египет, старини, предмети, споменици и надписи. Тоа било почеток на египетската археологија. Во јули 1799 година еден мал инженериски одред на француската војска под војство на генерал Бучард градел тврдина кај градот Рашид или Розета, каде што, како што го викаат европејците, во западниот дел на делтата на реката Нил. Копачот на еден војник удрил во голема црна базалтна плоча со врежан надпис во 3 дела. Сите присутни веднаш сватиле дека ова поголема плоча мора да има некаква вредност, па ја исчистиле и ја пратиле на предпоставените во Александрија. Оттаму е пратена во Каиро и предадена на институтот во кој се наоѓал тимот на Наполеоновите научници. Уште првиот поглед нова базална плоча предизвикала голема возбуда меѓу египтолозите. Веднаш се видело дека надписот е врежен во 3 дела и дека секој дел е напишан со поинакво писмо. Надписот бил двојазичен. Првите 2 дела се напишани со египетски хиероглифи, од кои долниот е напишан со поедноставно демотско народно писмо, кое влегло во употреба неколку века пред нашата ера. Третиот дел од плочата е напишан на грчки. Хиероглифскиот текст има 14 реда, демотскиот 32, а грчкиот 54 реда. Еден од генералите по струка хеленист лесно го прочитал грчкиот текст и се уверил дека содржи свечен проглас на египетските свештеници од Мемфис, објавен пролета 196 година пред нашата ера, на денот на коронисувањето на фараонот Птоломеј V Епифан, кралот на целиот Египет. Изворниот текст е на грчки јазик, додека хиероглифските и демотските текстови се превод. Двојазичноста на записот на каменот од Розета помогнала да се најде основа за читање на хиероглифите. Гледате, почитувани пријатели, драги гледачи, археолозите пронашле, овде имам и слика од таа плоча што е пронајдена на 3 јазици и на тој начин тоа едното писмо помогнало да се дешифрират и останатите писма или плочки кои биле пронајдени во земјата, и на тој начин ова е големо откритие. Големо откритие. Изворниот текст, како што рековме, како што прочитав, е на грчки, додека хиероглифите на демотски и демотските се превод. Отпечатоците од каменот на Розета се пратени во Париз и во други европски градови. Според мировната спогодба случена во септември 1801 година во Александрија, французите морале на англичаните да им ги предадат сите поважни египетски старини заедно со каменот на Розета, кој така станал експонат изложен во Британскиот музеј во Лондон. Подосна, тој камен од Розета, тој надпис го протумачил Жан Франсоа Шампелион. Значи, по 20 години напорен труд ги дешифрирал овие хиероглифи на каменот од Розета, со што им возможил на научниците да ги читаат и да ги разберат египетските хиероглифски споменици. Ова е големо откритие, бидејќи подосна ќе се пронајдат многу такви надписи, но благодарение на овој текст и овој господин Жан Франсон, кој ги протумачил тие текстови,
Може ли да се читаат и останатите надписи или предмети кои биле пронајдени од страна на археолозите? Многобројните археолошки пронајдоци ни возможуваат подобро да го запознаеме и времето и околностите под кои живееле Израел и околните народи, а некои од тие откритија директно потврдуваат одделни настани опишани во Светото писмо. Еве, почитувани гледачи, уште еднаш археологијата ја потврдува веродостојноста на Светото писмо, на Библијата. И сите вие кои сакате да имате Свето писмо во вашите домови, слободно нарачете. Напишете го вашето име, презиме, вашата адреса, а ние ќе ви доставиме бесплатно Свето писмо на македонски јазик. Уште еднаш археологијата и во ова наше четиво ова утро ја потврдува веродостојноста на Библијата и на сите настани кои се запишени, се настани кои се случиле во минатото, зашто ова книга, Библијата, е Божи писмо, упатено до ова човештво, до наш денеска, да ние се приготвиме за она вечна средба, за оној славен ден кога Исус ќе дојде и повторно ќе го поведе својот народ во ветената земја, односно на небото, а после, според пророштвото, вечниот живот ќе отпочне овде, нова планета, но на обновена, очистена, и Господ ќе создаде нови услови за живење. Почитувани гледачи, еве дојдовме до крајот на ова наша утринска програма, бидејќи е петок. Не утре нема да имаме веќе предавање, односно утринска програма, и во недела се гледаме повторно во понеделник. Значи од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути, ако Бог даде живот и здравје, повторно ќе се видиме. И посакувам убав викенд, Господ да биде со вас, чувајте се и бидете одговорни. Секој е добро. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.